Ке се покачи цената на домашната ракија, со оваа мисла легнуваат и стануваат и производителите и купувачите, откако државата најави дека од сега за секое литро произведена домашна ракија со просечна јачина од 45 степени ќе се плаќаат по 30 денари акциза. Производителите веќе ја прават математиката, но не радо, зашто се плашат дека повисоката цена ќе им донесе помалку купувачи. Може он ќе се качи, ама па нема да се продава, нема да може, сак зависи како. Оти степенажа, например, јачина 50 што викат алкохол, некаде околу 200 денара. 45 може 180 до 150, зависи, може од количина. Па, со акцизата може 230, ама нема на штета на производителот може ќе биде. Домашната ракија е еден од најтрошените жестоки алкохолни пијалоци кај нас. Поради ова најавите дека еден од омилените пијалоци ќе се плаќа поскапо, не ги радува овдешните жители. Многу е тоа, многу е. Многу е. Нема шанси. Тај што го измислува, он нека се плаќа. Ја мислам дека не би требало да се плаќа. Дополнително, цената на ракијата варира во зависност од сезоната. Годинава за лозарите таа не беше добра, па можно е ракијата да се покачи и за повеќе од 30 денари по литар. Цената дали ќе се качи или не знаеме како ќе има производство. Ако има производство, ракијата нема да се качи, ако има поголемо количество на грозје. А иначе ако има помало количество на грозје, те град го скачало болест, тога и ќе биде поскапа. Рече си и да нема семејство во Македонија кое дома нема домашна ракија. На есен казаните се поставуваат во многу дворови, но колку ракија се вади, државата нема евиденција зашто тоа никаде не се пријавува и контролира. Според новиот предлог закон за акцизи кој е во фаза на подготовка, годишно секој поединец ќе може да произведе најмногу 1000 литри чист алкохол, а оние кои ќе се одлучат да продаваат ќе мора да бидат регистрирани во царина. Акцизата од 30 денари по литар ќе се плаќа за количини поголеми од 100 литри.